Ништо поразличен не е од македонскиот поедок. Може би и логично зашто Словенија не е далеку од овде, но и затоа што гастрономиите на двете држави се блиски една на друга. Главна карактеристика е што има месо. Во резиденцијата на семејството Раковец не пречека господја Весна, економистка по професија, србинка, снаа во Крањ, од каде што е незиниот сопруг. Кажете ни колку е важен појадокот за словенците во ова модерно време на некој начин? У наши дружини Во нашето семејство од понеделник до петок појадок речиси и да нема. Земаме нешто на брзина пред да одиме на работа. Дури подоцна имаме појадок во Љубљана на работа. За словенците сепак многу е важен појадокот и традиционално од секогаш бил. Ќе ви кажам повеќе околу тоа подоцна. Во Словенија имаме традиционален словенечки појадок кој што го одбележуваме секоја година. Инаку, типичен традиционален словенечки појадок се мед, путер, чај, млеко, црн леп и јаболка. А имаме и солени појадоци, понекогаш со сирења и сувомеснати производи. Но поздрав појадок е ова. Задолжително на масата е да има чај. Мој сопруг не пие каво, он пие чај. Да, мојот сопруг не пие кафе, тој пие чај. Пиеме црн, зелен и други видови чаеви, но традиционален словенечки е планинскиот чај. Од кога сум во Словенија сум забележала дека најмногу пијам планински чај. Кој е задолжен за подготвување на масата, да речеме на... Ja, to sam jest. Po navadi jest pripravim се, учасих помагам. Тоа е моја обврска. Обично јас подготвувам се. Понекогаш помага сопругот доколку се брзаме. Наутро јас пијам кафе, а сопругот ми го вари. Имате мала керкичка која што оди во градинка, дали не ја учите на некакви ритуали наутро, на некој поедок, на нешто посебно, на здрава храна? Да, јас поскушам ја научите да е зајтрк помембан. Да, јас се обидувам да ја научам дека појадокот е важен, но не ми успева тоа баш најдобро, затоа што е премногу рано. И таа едноставно не може ништо да јаде дома. Ако јаде малку, но појадокот и го подготвувам и го носи во градинка. Кога стигнува во градинка, веднаш почнува да појадува, но дома се уште не сме успеале да се навикнеме на тоа да појадува. Многу од производите што им се омилени додека се дома, ги има и во Македонија. Единствените нешта што ги носат од Словенија се маслата од тиква и од маслинки и пиранска сол. Еве сме сега со господја Раковец на другиот агол од трапезаријата. Овде има една интересна маса. Ке ни кажете што имаме тука, зошто имаме, и мене вака на прв поглед ми изгледа многу вкусно се што гледам. Кога сам јас добила информација да желите интервју... Кога ја добив информацијата дека сакате да снимиме интервју, веднаш се сетив дека нашата влада во 2012 година донесе одлука за прогласување на Ден на словенечката храна, со кој сакаме да се подигне свеста кај децата. Тој се реализира секој трет петок во ноември во детските градинки и во училиштата. Со овој настан ја подигнуваме свеста кај децата и ги учиме на здравата исхрана, дека локалната храна е несоодветна и ги навикнуваме да појадуваат. Колку од ова што е традиција се држи во Словенија? Колку ова вака убаво изгледа, меѓутоа колку процентуално семејствата таму се држат до традицијата, до храната, до здравата храна, домашната храна? Јас сам забележила задња лета да прецеј се враќамо на традиционално храна. Да, сум забележала дека изминативе години пред се враќаме на традиционалната храна. Но мислам и дека во Словенија никогаш не исчезнала традицијата да се јаде словенечка храна. Ова е помалку или повеќе секој ден на словенечките трпези. Потицата се прави за секој празник и за секој роден ден. Што е лично кај вас во семејството? Солато не јемо без. Салата дури и да не јадеме без масло од тикви. Локацијата на резиденцијата е безмалку идеална. Од Жданец, еден дел на Скопје се гледа како на дланка, а воздухот е речиси ист како во Словенија. Господјо Раковец, кажете ни, бидејќи рековте дека не живеете во Љубљана кога сте во Словенија, туку сте во Крањ, дали е тоа некаква предност кога сте надвор од центарот на сите случувања? Љубљана важи, нели, за центар?
Lepo je živeti v Ljubljani, meni je tudi želja da bi živeli v Ljubljani. Убаво е да се живее во Љубљана. Јас исто така би сакала да живееме во Љубљана, не само поради тоа што двајцата работиме во Љубљана, но и затоа што е предност да се живее надвор од големите градови, поради здравието, зелената околина и мирот. Но како што сами ми рековте, се додека еден човек е активен, нешто ве врзува на градот, без разлика дали е тоа работата, училиштето или градинката. Градовите се поповолни и полесно се искористуваат часовите во денот кои наситени за премалку. Оддалеченоста од градот па ни е важна за здравието, за мирот кој ни е потребен. Така да предност јас и мојот сопруг му даваме на ова и мислам дека ние секогаш ќе останеме да живееме надвор од Љубљана. Работните места и оддалеченоста од домот не даваат можност никаков друг освен превоз со автомобил, објаснува господја Раковец. Ker oba dva delava v Ljubljani in sedaj ne... Затоа што двајцата работиме во Љубљана, сега не знам кога ќе се вратиме. Ние ја добивме Ана Марија во Скопје. Претходно немавме деца и двајцата патувавме во Љубљана со еден автомобил, бидејќи тоа беше возможно. Сега кога ќе се вратиме назад, можеби ќе ни требаат два автомобили. Ќе видиме како ќе биде со детската градинка за Ана Марија, каде ќе оди во градинка и како ќе ја земаме. Најверојатно ќе ни бидат потребни два автомобили. Јавниот превоз за нас не доаѓал в предвид, бидејќи мојот сопруг никогаш не можел да се држи до работното време, од до, и поудобно и побрзо е со автомобил. Останува уште помалку од една година од амбасадорскиот мандат овде. Потоа семејството ќе се пресели во Словенија, очекувајќи ја следната позиција на дипломатот Бранко Раковец. За Македонија велат ќе ги врзуваат многу нешта, а најмногу фактот дека нивната ќерка е родена овде. До некоја следна убава прилика. Не испрати од терасата со убавиот поглед на Скопје. Исполнет со воздух кој потсетува на земјата од која што доаѓаат.